Кога реално ќе почне изградбата на брзата пруга? Пред неколку месеци првите изјави беа дека оваа есен ќе стартуваат првите градежни активности. Денеска премиерот Мицкоски соопшти дека реализацијата ќе се случи дури во октомври-ноември идната година, а сега се изготвувале потребните студии. Работите одат во насока во која што треба да одат, како што ги планиравме. Министерството за транспорт прави физибилити студија и студија за оценка на животната средина. Тоа е процес кој што трае 217 дена. Отприлика треба да заврши негде мај-јуни. Потоа ќе се влезе во избор на конкурентен диалог за изведувач на проектот и очекуваме октомври-ноември следната есен, затоа рекол така министерот да отпочне реализацијата на овој проект. Пред неколку месеци пак министерот за транспорт Николовски од Лондон кажа дека амбициите се во текот на летото да има договори, а на есен работа на терен. Неговиот колега пак, директорот на МЖ инфраструктура Синиша Ивановски, пред известно време рече дека оваа есен ќе се почне со геолошки и геотехнички истражувања. Тоа го повтори и денеска, а силна механизација на терен очекува или до крајот на годината, или на пролет идната година. Ако е рокот од прилика околу 9 месеци за завршување на сите овие студии кои што би биле завршени до основен проект и потоа при избор на изведувач компанија некаде до 26 година би имало реални градежни активности на траса, но не дека и сега нема да има геолошки, геомеханички и друг вид на испитувања на трасата. Од градежниот факултет пак тврдат дека тие се целосно подготвени да почнат со реконструкција на коридорот 10. Нас ни е потребна и постојната железничка линија која што имаме, таа може да се користи во најмала рака за тежок сообраќај за индустријата, додека брзата пруга ќе си има додадена вредност со она што веќе директорот го спомена. Но од приложеното на надлежните засега може да се види дека за брзата пруга се уште се работи само на изготвување на потребните документи, физибилити студија, студија за проценка на животна средина и други. Овие документи треба да се дадат на оној кој ќе пројави интерес да ја финансира пругата. Мицкоски кажа дека имало еден понудувач кој дал исклучително добри услови, но каква ќе биде конечната понуда за финансирањето, односно каматната стапка, ќе зависи токму од овие студии. Министерството за финансии пред неколку месеци испрати писмо со барање до повеќе меѓународни финансиски институции и банки за да се обезбедат потребните пари за пругата. Гарант за заемот и изградбата е Обединетото кралство.